После живење во Торонто, во Лондон и на уште неколку други западни градови, каде што толеранцијата кон тоа да се биде член, да се биде дел всушност од ЛГБТ заедницата е многу поголема. Васил Грванлиев се враќа во Македонија и ќе ја отвора втората парада на гордоста. Васил, добро утро. Добро утро. Каква е таа хронологија на одлуки која што те однела од Македонија и сега те враќа овде со еве еден ваков предизвик? Многу едноставно прашање со доста комплициран одговор. Едноставно кажено, тоа е едно 36 годишно патување, полно со љубов, приказни, искуства, путешествија на секаде на светот. Како што имам спомнато, се вратив пред 3 години, зашто верувам во Македонија, верувам во нашиот талент, нашите корени. И зошто овој предизвик стана традиција 2019, кога одлучија дека представникот на Евровизија секоја година ќе отвара таа парада на гордоста. Мене ми е особено драго што ќе отворам годинава, требаше и лани, но знаеме дека светот застана лани, така да немаше ни парада. Но еве, нека биде тој одговорот на тоа прашање кое би ни земало сати да се одговори. Се чувствуваш ли безбеден? Да, но признавам дека има мала резерва во мене. Од март, кога настана целиот скандал после спотот, почнав да се будам со илјадници пораки, потидувам на стотици, но признам дека дури и ден денес тој сајбербули не е престанат. Така да, ако верувам на социјалните мрежи, не се осеќам безбедно, но во реалност да. Бидејќи она прва парада која што беше организирана во Скопје помина во најдобар ред, тоа беше парада на гордоста која што беше поддржана и со присуството на некои од нашите највисоки политичари во поглед на нивната позиција. Минатата недела овде беше Кочо Андоновски, кој што е доста познат активист, човек кој што се залага за правата на ЛГБТ заедницата, кој што рече дека се чувствува комплетно безгрижно, дека оваа парада ќе помине како и претходната, ако не и уште подобро. Од тука сакам да прашам, ако едно непишано правило за тоа уметникот да говори за кршењето на правата, за угнетување всушност за аномалиите на едно општество. Во Македонија гледаш ли, постои ли институционална грижа кон, бидејќи изборуваме конкретно за ЛГБТ заедницата, каде ја гледаш таа институционална грижа, дали постои? Постои и за мене најважно се навратам, значи како уметници мора да сме неутрални во секоја сфера и ја имаме таа одговорност да бидеме глас за сите тие што немат глас. Посебно за таа лекција многу ја научи последните месеци и таа моја одговорност да застанам и буквално да бидам глас за сите тие што немаат глас, поради тоа што ја имам таа платформа и таа одговорност и на еден начин не се плашам од тоа. Ме бодри, ми дава надеж и си кажувам дури и за мене да не е безбедно, ако успеам да направам чекор кој ќе овозможи на малите и младите генерации да живеат слободно без да се плашат, да направат било каков чекор, да бидат тоа што се, тогаш јас сум среќен човек. И многу интересно годинава, не знам дали знаат сите слушатели и гледачи, слоганот на Прајде вон зидовите. И за мене тоа е многу интересно за сите нас, затоа што ковид не затвори. Осетивме на своја кожа што значи да не можеш да правиш тоа што го сакаш и дури на еден начин да се плашиш да го правиш тоа што си или што сакаш. Така да се надевам дека луѓето ќе сватат што значи да си дел од таа маргиналност, различност и дека има многу мали деца. Ставете се во кожата на сите тие мали деца и луѓе кои живеат цел живот, плашејќи се да го направат тој чекор. Да, ќе позборуваме малку и за твоето искуство во однос на ова прашање. Уште малку во однос на како реагира општеството, бидејќи е прашање на сузбивање на граници,
а веќе го спомна сајбербулингот, всушност оние интернет пораки преку социјалните мрежи, претпоставувам, кои што ти пристигнуваат. Иако може би ситуацијата со институциите, начинот на кој што институциите ги третираат припадниците на ЛГБТ заедницата е за нијанса променето. Се откриваат сторители на напади. Знаеме дека во Скопје само неколку пати беше во минатото нападнат Центарот за поддршка на ЛГБТ заедницата. Сторителите не беа познат, всушност ги имаше и на камера, меѓутоа не беа откриени години со години. Сега како гледаш на општеството? Како или всушност низ твојата призма како реагира општеството? Значи, најважно е тоа што не смееме да се плашиме и мора да се информираме и едуцираме едни на други. Не само во таа тема, буквално во секоја тема. Луѓе сме, имаме срце, сите ние сме едно. Значи, колку повеќе се информираме и затоа е важна таа, ќе ја наречам парада на гордост, но на тоа на еден начин е марш за слобода, протест, каде што имаме можност да ги запознаеме на луѓето со се што се случува. Дека буквално без разлика на кој си, што си, од каде доаѓаш, кај си бил, сите сме едно со едно срце. Така да колку повеќе се информираме и правиме муабет за такво нешто, толку повеќе самите ќе се разбудиме, не само во оваа тема, во сите теми. И да, верувам, јас сум вратен 3 години и веќе гледам дека времето се менува. Луѓето се менуваат, посебно младите генерации. Се поотворени, сваќаме така да мора да продолжиме да бидеме тоа што сме. Васил, некаде низ интервјуата кои што ги имаш дадено и за македонските медиуми и за странски медиуми, пишуваш за твоите 16 години кога откриваш дека си член на всушност дел од ЛГБТ заедницата, маргинализирана група. Ако имаме само едно лице кое што можеби на 16, 15 или всушност и не е важно колку години има, а се уште го сузбива таа своја сексуална определеност. Што е оно што треба да го слушне, што треба да го знае, што не му е познато всушност, за да излезе од школката која што влијае и како влијае психолошки на одлуките кои што ги носи во животот? Мора да веруваме во самите себе си. Тоа може да звучи клише, имаме една реченица, многу често ја повторам. На тие што им значиш, нема да им сметиш. На тие што им сметиш, не ти значи. Така да, верувај во самиот себе си, одбери една личност на која ја веруваш. Се надевам дека со тој чекор, горд и многу храбар чекор, да споделиш на некој, да знаеш дека си сакан без разлика на што си и дека секи биде окей. Јас го земав тој чекор, да, признавам, не можев да го кажам на глас, напишав писмо на мајка ми. Но таа веќе знаеше, беше свесна, така да сум благодарен што порастав со толку многу љубов. И дали ќе беше различно ако не бев во Македонија, не знам што би било ако би било. Тогаш бев во Чикаго, но без разлика каде и да сме, ако мислиме дека и таму ги нема сите тие пречки, грешиме. Секаде се случува тоа. Ајде малку разговор во однос на музиката. Се врати од Холандија, ја представуваше Македонија. Нема да коментирам дали Васил Грванлиев со својата песна влезе во финале или не, може би е сосема неважно. Васил Грванлиев имаше настап кој што ги убеди најголемите скептици во државата. Ако се следат барем коментарите на социјалните мрежи, имаше еден убав настап. Што е оно што се промени од враќањето од Холандија досега во Македонија? Малку е времето, меѓутоа се отвораат границите, се подготвуваат концерти, се прават настапи, се договараат. Што е оно што се смени за Васил Грванлиев? Па за мене што се смени, исто како сите. Осетивме што е тоа слобода и надеж дека ќе се вратиме во новата нормала. Холандија беше прекрасно искуство, настапот ни беше прекрасен, сум горд што ја представив Македонија самиот себе си, македонска радио телевизија во најубаво искрено светло. Телефоните звонат, така јас албумот ми е скоро готов, планирам да го пуштам за неколку недели, наречен Судбина.
Родени сме голи останатото е судби на 11 песни, значи тоа ми е овде сум уште месец и пол па заминувам на настапи надвор, снимам англиски албум, така да мојата приказна патека продолжува. Каде ќе го пласираш англискиот албум, а и всушност колку луѓе работите на музиката твоја? Моментално се фокусирам на македонскиот албум Судбина, тоа ќе биде пуштено, планирам премиера во Скопје. Англискиот албум не смеам многу да издавам, за тоа ќе биде EP, наместо албум, Extended Playlist, 4-5 песни, за да се ставам на мерило на светски маркет. Со кои луѓе го работиш албумот? Тоа се уште не смеам да ви кажам. И овде во Македонија, во Лос Анџелес, Чикаго и Њу Јорк. Да. Васил, кога е во поглед самата музика, еве актуелни се прашањата со настапите на музичарите кои што пандемијата и како ги погоди, се затворија ресторани, барови, се затворија концертни сали, музичарот и тој станува дел од една барем музичарите од Македонија, а оние од светот, глобалните имиња продолжија да прават ќе речам и музика, но и пари преку интернет платформи, поддржани од некои од најголемите продуцентски куки и најголемите спонзори. Меѓутоа да се биде дел, всушност ја почувствува ти таа потешкотија да се биде музичар од Македонија? Многу. Но не само во Македонија, и на еден начин тие што ги спомнавте луѓето, тоа е многу мал дел или процент во светот. Да, затоа реков глобални се... Во таа листа, крем листа, на сите ни е тешко. Значи тоа е, но кога ќе се случи историски, ако погледнеме, кога се случува светски хаос, што и да е музиката или уметноста е прва што заминува и прва што се враќа. Така да јас го искористив овој момент, оваа шанса да влезам во самиот себе и креативно. На еден начин уметниците многу често поминуваме време сами. Така да ова година ни годеше да без настапи беше многу тешко, посебно финансиски. И ако кажам да не го осетив, тоа ќе го лажам. Јасно. Во поглед на музиката, она што следи е албумот Судбина на Васил Гармалиев, меѓутоа и рековте настапи надвор од државата, тоа е во склоп на она агенда на Евровизија? Да, значи плановите, телефоните почна да звонат, имам неколку аудиции во Лондон, тоа може да ви кажам, тоа се за мюзикли. Имам настапи во Чикаго, Њу Јорк, па се враќам назад Софија, Скопје, Ниш, Ротердам, Лондон. Прилично мешана турнеја од западот во Европа на Балканот и повторно во Европа. Да, така е. Васил, ќе ти се заблагодарам на овој разговор, ќе ти се заблагодарам за пораките кои што и како се важни во јавниот дискурс и се надевам дека ќе имаме прилика да разговараме повторно во некој догледен период кога ќе се промовира и самиот албум, ќе се вратиш од таа турнеја, ќе имаме импресии за споделување. Токму во трета сезона на Утрински брифинг. Така е, фала многу. Голем поздрав.